Почитувани добровечер. Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неја ќе се потрудиме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги реализиравме. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со директорот на Основното училиште Крсте Мисирков, Александар Јовановиќ. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер и до вас и до гледачите на ТВ Плюс телевизија. Благодарам на поканата. Основното училиште Крсте Мисирков неодамна одбележа 70 годишен јубилеј. Значаен празник со богата културна манифестација, секако ја одбележавте. Точно, нашето училиште е едно од постарите општински училишта на ниво на општина Куманово. Датира, училишната зграда изградена далеч на 1930 година. Од тогаш работела под разни знаменитости на општината, меѓутоа не работела прво како образование, за истакнување факт дека за време на народоослободителната војна било преименува во логор, за да потоа работи еден краток период после 1945 година како Свети Климент Охридски, во кој се изведувала најчесто за најчиски работи. Дел бил опфатен и образовниот процес, меѓутоа како училиште кој започнува со работа на македонски литературен јазик на општина Куманово, училиштето Крсте Мисирков кој започнува да работи на 13 септември 1948 година како прилив на поголем број на ученици во Кумановската гимназија биле префрлени во нашето училиште и од тогаш до ден денес функционираме како Крсте Мисирков. Значаен дел од историјата на училиштето е оној пожар кој што го зафатил зградата. Така, ноќта на 27.12.1954 година, по старите наши гледачи се го и ден денес ова место во училиште го викаат пожарено или изгорено училиште, го фатил голем пожар, при што било пожарено целото училиште и кровната конструкција, па затоа во овој период до 1955 година траела оваа санација и реконструкција на училиштето и од тогаш до ден денес, кога било реконструирано 56 година, вклучено и училиштето Браќа Миладиновци со кое функционираме и ден денес. Што може да кажеме, која е тајната на успешноста на долгогодишното постоење на оваа установа? Па така, сега неблагодарно е да јас зборувам лично за установата која представувам како менаџер, меѓутоа ова училиште работи со децении и произведува кадар кој е, како да кажеме, лекари, има наставници кои изгледа градоначалници од нашето училиште и да не набројувам така натаму, успешниот кадар, наставниците кои го поминале овој период, менаџери, претходни мои директори што биле на ова установа и секако оние најважните тоа се учениците за кои постои ова училиште, произвело многу добар кадар, што ова традиција продолжуваме и ден денес. Функционирате во иста зграда со уште едно училиште, Браќа Миладиновци. Како успевате? Мислам дека сте единствено во државата која што функционира, дури имате ист заеднички влез. Да, откако било пожарено, рековме дека од тогаш функционира и заедно со Браќа Миладиновци општинското училиште. Функционираме во две смени. Има уште едно училиште во општина Скопје, меѓутоа таму е мултиетничко и функционираат во две смени. Меѓутоа ние сме единствено училиште на ниво на Македонија, феномен еден, во кој во една смена учи Крсте Мисирков, во друга смена Браќа Миладиновци. Јас лично како менаџер на училиштето Крсте го гледам тоа како да функционираме како едно училиште. И сакам да функционираме како едно училиште. Проблемите се тие. Што настанат проблеми ги решаваме со директорот на Браќа Миладиновци. Наставниците треба да имаат комуникација исто како да работат во еден колектив, бидејќи сме во централно градско подрачје каде што имаме прилив на дечиња и во Браќа и во Крсте подеднако. Така да јас од тој аспект го гледам на функционирање како едно училиште кое работи во две смени и затоа и треба да се почитуваат и двете установи и оваа соработка со Браќа си трае и ќе опстои додека не дојде до поделба, меѓутоа сега за сега ќе функционираме во овие услови, а во овие услови во кои функционира и треба меѓусебно да се почитува. Да, колку истиот објект придонесува, дали е предност или мана, например, кога аплицирате за различни проекти? Па предност би било подобро кога аплицираат две установи за еден проект. Затоа тежината не е иста кога аплицира една установа, многу добро би било кога аплицираме две установи. И само од тој аспект може да издействуваме кога ќе кажеме дека во овие две училишта има 3000 деца.
Затоа и така треба да се, на тоа надостојувам јас, гледам дека имаме разбирање и од другата страна од браќа и само така може да издействуваме повеќе проекти кога ќе издействуваме, а за уште еден факт, бидејќи тука сме покрај ние, во тој училишен двор е сместен и Народниот театар Куманово. Така да 3 институции во еден училишен двор навистина представува и огромен број на проблеми, меѓутоа од друга страна пак имаме предност што се наоѓаме и во централното градско подрачје и како што истакнав, ако конкурираме за еден проект од ниво на 2 установи и поголема успешноста да се успее. Какви се условите денес за работа? Потребна ли е реконструкција? Па како што истакнав, училишната зграда е направена 1930 година. Таа е статиката. Попушта со тек на време и е потребна не само санација, туку и целосна реконструкција. Покрај тоа, треба да истакнеме дека централната зграда не ги исполнува условите, бидејќи имаме прилив на дечиња. Настава изведуваме и во 2 истурени згради, едната на улица Тонко Димков, како што велиме во Соколана, и една до Карши народна техника, на кој викаме Стар Карпош, зградата, и едната е детално реконструирана со грантот што го доби училиштето браќа Миладиновци, и сега функционираме таму многу добро, меѓутоа останува дел од Карпош, што го викаме објектот, и централната зграда кои треба да бидат реконструирани. Кровната конструкција, санитариите и така натаму, не е само да се направи една санација, потребна е и целосна реконструкција на кровната површина, бидејќи со санација не се заштитува тој дел, потребна е целосна реконструкција на кровната во централното училиште и во историјната зграда Карпош. Каква е состојбата со спортската сала? Малата спортска сала ја реконструиравме со сопствени средства и таа е ставена во функција. Во неја изведува настава оделенската настава по физичко и здравствено образование од прво до 5 оделение. Во неја одржуваме и разни културни настани, како што беше и патрониот празник кога го одбележувавме. Свечената академија беше изведена таму. Денешната манифестација што ја направивме околу прослава на новогодишните празници, така да таа е ставена во функција. Меѓутоа големата спортска сала, изградена на далечната 1980 година, е во оваа ситуација како што е подот е руиниран. Затоа пристапивме направивме еден детален проект во кој сакаме да опфатиме реконструкција на подот, санитариите, сооблекувалните и грејање, значи грејање во салата и прозорците кои се оштетени. Бидејќи во оваа зграда влегуваат ученици покрај од нашето училиште, од браќа Миладиновци, училишниот спортски клуб и спортските клубови на ниво на Куманово, потребна е детална реконструкција во која ќе аплицираме како до општината, така до Министерството и до другите за да обезбедиме грант со кој би ја реконструирале оваа сала, која веќе испратен е допис до Министерството и до општината дека подот е веќе небезбеден за учениците. Кои се вашите очекувања од новиот закон за основно образование? Па вака, потребно е да има измени во законот. Измените ги започна претходниот министер, сега активен за правда министерот што го беше Рената Десковска. Најде на разбирање кај нас и дадоа отворена страна во која секој можеше да даде видување што планира и како планира што да влезе во измените на законот. Сегашниот министер Арбар Адеми, заедно со заменикот Петар Атанасов, излегува со дел од активностите кои влегле во овој закон и го одложија за една година. Требаше да стартува во оваа учебна година, меѓутоа поради дополнителни активности и анализи, бидејќи по мене потребно е да се направи една анализа и пилот проект за да видиме дали детално каде и што треба да биде изменет законот, бидејќи сега доаѓа на сила нов. Се сеќавате кога влезе во образовниот систем Кембридж системот, па се покажа со аномалии, па тие аномалии се и ден денеска, вака нека одложат за една година и новиот закон треба да стартува од следнава учебна година 2019-2020 година, зборувам за основно образование, во кои некои начала ќе ги истакнеме што ги соопштија министерот и заменик министерот, а тоа е намалување на бројот на часовите за учениците од прво до пето оделение, оделенската настава. Најнеопходно е тука за нив да имаат покрај општо образовните предмети да бидат намалени затоа што
Ако појдеме од фактот, бидејќи јас сум професор по професија, професор по физичко и здравствено образование, најнов податок што го најдов овие денови е дека 20% од првачињата кои влегуваат само што седнуваат во училишните клупи се со деформитет. Дури 40% од учениците се со деформитети. Зборувам додека да излезат до средното образование. Потребно е да се започне од прво оделение со правилен раст, правилен развој, правилни предмети, да рекоа дека ќе има оделни тандемна настава, значи прв пат се случува еве кај нас да видиме што ќе биде тоа, тандем на два професори да бидат вклучени во часот. Исто така од организациониот аспект, зборувам како директор, е добро што ќе ни ги намалат работните денови. Според сегашниот закон ние мораме да одржиме 180 работни дена. Сега по новиот ќе стават опсек од 175 до 180, бидејќи знаеме дека имаме доста празници, што државни, што верски. Затоа сега го намалуваат тој опсек за да го достигнеме тој максимум. За истакнување и уште еден факт што секој училиште и сега имаме евалуација, меѓутоа тогашната евалуација што ќе биде предвидена, ќе има ранг на училиште. Она училиште според тој ранг што ќе биде рангирано на прво место и вработените ќе земаат во рок од 12 месеци, една година, 30% на покачување на платата. Така да има позитивни страни, во некои од основните училишта во Скопје функционира овој пилот проект, така да за поздравување, значи овие измени што ќе бидат, ги има и уште повеќе да не ги набројуваме, меѓутоа лично ќе се ангажирам и дадов допис за часовите по физичко и здравствено образование да бидат опфатени од стручно лице уште од прво оделение. Не дека учителките не работат, меѓутоа или не ги држат настава да не бидеме погрешно сватени, меѓутоа друго е кога стручно лице ќе почне да работи уште од прво оделение правилно со дечињата, така да и уште еден факт, ние сме така да кажам крути на реформи. Секоја реформа е наидена на одбивност. Значи такво не е структурата. Од сегашноста, ако кажеме, секој училиште имаме средства нагледни, како што се интерактивни табли, белите табли, LCD проектори и така натаму. Ова моето искуство го кажува, а секоја генерација кога пристигнуваше во гимназија е послабо едуцирана. Имаме изградено толку објекти на спортски сали, а имаме 40% како што го истакна деформитетот. Така да суштински треба да се разгледа овој проект и добро е што се пролонгира за една година, за да кога ги излеземе бидеме детално запознаени, од наставниците детално обучени за новиот закон, детално да го проанализираме и добро од следната година да истапиме со нов закон. Активно работите на неколку проекти, меѓу нив деновиве бевте активни и со кампањата која што ја организира Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата заедно со општина Куманово, СВР Куманово и слично. Имавте неколку активности. Што е предвидено на тој план? Одлична иницијатива од страна на Републичкиот совет за заштита безбедност во сообраќајот и општината Куманово. Прво овој проект е започнат во општина Скопје. Еве како главен град на републиката се започна како правилно учесниците, зборувам и пешаците, бидејќи тие се учесници во сообраќајот, а и родителите на учениците како правилно да го користат сообраќајот. Поаѓајќи од фактот како да не се навраќаме дека сме централно градско училиште, обкружени со возила од првиот час до последниот, па и потоа се паркираат и проаѓаат овие две улици се најоптеретени по мене со сообраќајот во Куманово. Така да убаво е да учениците знаат како правилно да преминуваат улица. Каде треба да ја поминат улицата. И сега сообраќајната секција во нашето училиште заедно со другите секции од другите училишта беа гостини или ние бевме домаќини на оваа работилница прва што се одвива надвор од Скопје и ние сме задоволни што баш нашето училиште беше избрано за како домаќин на првата работилница. И првата работилница беше да учениците да им се поделат значи едни елечиња со кои ќе бидат обележани дека се и тие вклучени во оваа работилница и капчиња во кои ќе имаат право после одржани 36 часа обука да патролираат низ градот и заедно со представниците од Совет на родители да присуствуваат во тој, би го нарекол, метеж
кога родителите ги доведуваат своите дечиња во училиштето и кога по завршување на часови да заедно патролираат. Исто така ќе бидат вклучени и представници од СВР Куманово. Значи кога тоа дете ќе застане до тој полицаец, а исто така промотерот на оваа работилница рече дека во часовите после Нова година, после првото полугодие, ќе им бидат поделени свирчиња и стоп палки, така да имаат право и да ги запират несовесните граѓани. Така да и јас реков кога вашата телевизија присуствуваше на тој настан, мора да ги посоветуваат и своите родители како правилно да функционира. Не е проблем и тоа дете да пооди 10, 15, 20 метри, не мора до училиштето да доаѓаат со моторни возила. Доколку ја растеретиме таа улица до пред училиштето, ќе биде поубаво за движење, нема да се ствара тој метеж што го имаме и сега, и една прекрасна работа по мене во кој и дечињата да пренесат искуство и на другите нивни врсници, како правилно да го користат кога влегуваат во сообраќајот. Меѓутоа, и бидејќи со наполнети 10 години по новиот закон, и ова и за мене ново, имаат право да се вклучат активно со возење на велосипед, како правилно да возат да бидат кога ќе излезат на коловозот. Неодамна во вашето училиште се одржа, мислам дека и за прв пат беше тоа, показна вежба за евакуација на ученици при пожар. Истата се спроведе во соработка со Црвениот крст на Република Македонија. Колку сте задоволни како помина сето тоа и колку се потребни и ваквите вежби? Значи, Црвениот крст препорачува секој училиште да направи барем по една, две или три показни вежби. Бидејќи ние направивме првата согласно пристигнатите планови за евакуација од Црвениот крст и нормално Црвениот крст на Република Македонија, општинска организација Куманово. Во соработка сме со нив уште од месец септември, бидејќи во нашето училиште е формиран првиот клуб на училишта во склоп на Црвениот крст на Република Македонија. Заедно со нив дечињата работат на едукација, на работилница, меѓутоа истата работилница беше одржана во месец септември на првиот родителски состанок и за родителите. И сега, бидејќи рековме, зградата е таа, направена 1930 година, за во случај на елементарни непогоди, како правилно за да не дојде до стампедо и да имаме, не дај Боже, повредени ученици, мора правилно да бидат евакуирани. Нормално, оваа беше показна вежба, како да се заштитиме од земјотрес и како да се заштитиме од пожар. При евакуација имавме дел забелешки, меѓутоа подобро тие забелешки да ги отстраниме сега, за да утре, не дај Боже, се евакуираме побрзо и планираме следната показна вежба да ја направиме на пролет интерно, значи без вклучување, а исто така на Црвениот крст, исто така беше прикажано и на дел од учениците кои беа излезени надвор како да укажат прва помош на повреден ученик. Така да ние сме за сега презадоволни. Работевте и на меѓународен проект во кој беа вклучени дури 33 училишта од светот. Како помина тој проект, кои се искуствата? Така, пред некој ден заврши презентацијата кога организиравме новогодишен хуманитарен базар и тогаш беше и презентацијата на проектот Магична мрежа на пријателства под покровителство на Република Србија. Тие беа главни носители на проектот, а вклучија дури 33 земји од светот. Дечињата можеа да другаруваат визуелно, значи одржани беа исто така 7 работилници чинат, секоја работилница ја споделуваа и сега комуницираат на оној, да го наречеме така, во наводници го може да го ставиме, на стариот начин преку писма. Не е електронска пошта, туку директно со писма да се запознаваат со учениците, да научат некои зборови на јапонски, на индиски и така натаму, некои од афричките земји, и тоа е добро за дечињата да запознаат културата на другите народи. Ова беше одличен проект, истиот проект го финиширавме и направивме една анализа на тој проект и направивме една презентација која беше прикажана во нашето училиште, во кој бевте и сведоци и вие. Инаку сме задоволни од овој проект и не само овој, и од другите што ги издействуваме, бидејќи сето она што го сработиме и го објавуваме на нашата веб адреса и на нашата фан страна, а верувајте родителите тоа, а и другите го следат на
на социјалните мрежи. Активно аплицирате на сите проекти во моментов, дали има уште некој проект? Да, до сега аплициравме на повеќе проекти и некои ни се одобрени. Започнавме како партнер училиште преку проектот Erasmus+, популарниот проект Erasmus+, како партнер училиште на средното општинско училиште Перо Наков. Имено во нашиот град во месец февруари 2019 година ќе биде посетен од представници од градот Конја од Република Турција како партнер училиште. Ние ќе направиме една агенда за активности, меѓутоа најдобро од се е што покрај овој проект како партнер училиште во 2019 година, исто така од февруари месец, сме и носители на проектот Erasmus+, наставен како дигитална работилница, заедно со едно предпријатие од Скопје, основно училиште од Букурешт, Романија и предпријатие од Валенсија. Ќе воспоставиме контакт со нив за да ги реализираме овој проект наречен како дигитална работилница. Нормално ќе отидеме да собереме искуства, па да кој штом се вратиме ќе направиме дисеминација, а истите тие гости ќе бидат и кај нас за да тие соберат искуства од овој наш начин на образование и така да овој проект ќе трае 3 години и за кога ќе го заклучиме ќе имаме еден нов вид на училница наречен како дигитална училница. Исто така преку мировниот корпус аплициравме за волонтер. Волонтерот ни е одобрен по англиски јазик и е веќе вклучен во наставата и тука во нашето училиште ќе биде 24 месеци. Она што највеќе ме радува е проектот што го издействуваме заедно со помошник директорот, а тоа е проектот Среќа. Имено проектот се вика Здраво шампиони. На 45 дечиња од социјално ранливите категории од нашето училиште им беа доделена спортска опрема за онај спорт за кој детето сака да учествува, дали ќе биде фудбал, ракомет и така натаму, пливање, добија опрема дури 45 дечиња од социјално ранливи категории. Аплицираме повторно на уште еден повик од нив, а тоа е за предновогодишниот период сега. Ќе бидат поделени, значи од вчера до денеска, поделени се 65 новогодишни подароци, исто така за овие дечиња од нашето училиште, бидејќи можеби е мала, скромна помош од проект Среќа, ние сме им благодарни, меѓутоа некого во овие новогодишни денови, знаеме каква е економската ситуација, ќе ги усреќи барем на кратко. И уште една работа што ни е одобрена, аплициравме, уште пред да бидам директор, често во очи ми паѓаа тие навредливи графити кои се ишкртани по нашето училиште. Ние аплициравме до Фондот за отворено општество и го добивме проектот, се вика Еко Графит Фест за урбана свест. Значи добивме средства со кои тие навредливи графити ќе бидат уредно исцртани со екосвест. Значи рециклажа, дрвљата, дечињата вклучени во посадување на дрвцата, повикани од екосвест, и мислам кај нас преовладува тоа да кога има некој графит врз него повеќе не се црта, така да лично ќе сум задоволен кога одстрана ќе погледнам дека училиштето не е ишкртано со навредливи надписи, кога убаво ќе биде кога ќе погледнеме да е нацртано некој дете, да е направена една рециклажа и сето тоа подкрепено со екосвест. И тука не застануваме, ќе аплицираме и на уште други проекти. Кога споменавте екосвеста, неодамна имавте и работилница за селективен отпад. Какви ефекти имаше тоа врз децата и колку треба да работиме на оваа тема? Па не само на дечињата, ќе мора да проработи свеста кај секој од нас. Значи би биле многу почист град, зборувам општина, доколку поработи свеста кај и родителите и кај учениците. Установите се тие што ги учат дечињата, меѓутоа и домашното воспитување е на прво место по мене. Значи установата, зборувам како образовна институција, не може да го надокнади она што е испуштено дом. Така да ја изработивме таа работилница, имаме поставено кош за селективен отпад преку скопската фирма Пакомак. Имаше и доведен илузионист кој им прикажа начин како се врши рециклажа за малецките дечиња и поставени имаме корпи за отпадоци и само останува уште да учениците го фрлаат отпадот таму каде што му е местото, а не каде што стигна. Техничкиот персонал и не може да постигне, верувајте, колку се изфрла ѓубре на, бидејќи, пак ќе кажам, централно градско подрачје сме и треба да го чуваме градот. Секоја корпа што ќе се постави во училиштето, пред училиштето да се сочува,
За жал, сега за сега тоа не е така. Поставивме 3 корпи, за едно деноноќне истите ги снема, затоа треба да проработи свеста кај граѓаните и кај нас учениците. Значи и покрај тоа држиме и работилници за животни вештини во кои е опфатена исто и отпадот. Значи доколку отпадот се фрла таму каде што му е место, и градот би бил и општината би била почиста. Од неодамна сте на функцијата менаџер на оваа установа, но еве, за овој краток период како се задоволни од резултатите кои што ги постигнуваат учениците, трудот на наставниците на општинско, регионално, државно ниво? Па вака, јас сум на функција од званично 4 август. До сега имам добра соработка со наставниците, одлична соработка и со родителите. Во секоја одлука, значи што ја донесуваме, се вклучени советот на родители. Ги почитувам, имаат дел од забелешки кои се издржани, да кажам, и според тие забелешки се и водиме и ги досредуваме согласно финансиите што ги имаме. Некои забелешки им се навистина на место. И според тоа се и ние водиме и според тие нивни барања ги гледаме да ги и исполниме. Исто така наставниците. Имаме одлични наставници, колективот е доста подмладен, меѓутоа сме подкрепени и со знаењето на постарите колеги наставници и сето тоа заедно со учениците, бидејќи тие се на прво место, заедно со нив, подкрепени и со поддршката што имаме од родителите, сето тоа чини една нераскидлива алка која функционира 70 години и затоа ова училиште, неблагодарно јас да го кажам, е едно од водечките во општината. На фокус групите кои што ги реализираше нашата телевизија, граѓаните имаа забелешки за, веќе претходно вие споменавте за тротоарите на улицата Среќко Пожаљка, најчесто се блокирани од непрописно паркирани возила. Работите ли на решавање и како може да се реши овој проблем? Ова, значи, вака, точно е. Значи, таа улица е едносмерна. Тука излегуваат, ние го викаме Крило Сорос, тука се дечињата од второ одделение, тука се и дечињата од одделенската од 6 до 9 одделение и го викаме Влез од север и нормално дека тие дечиња, тоа е училишен двор. Тука излегуваат и тука си заминуваат до дома. Сега таа улица е претворена во вистински паркинг. Зошто реков на почеток треба да проработи свеста кај возачите и затоа рековме дека овој проект е одличен проект за безбедност во сообраќајот, бидејќи доколку се паркираат до оградата, таа се паркираат. Од друга страна, влегуваат родители со автомобили до училиштето да ги остават дечињата и се прави голем метеж. Уште им поголем проблем е тоа што дел од оградата и пријавено е до СВР Куманово, ја затвараме, некој упорно ги краде, ги сече тие ланци што ги ставаме и тоа за заклучување и водиме да почнеме сега од почеток, тоа е училишен двор, не е паркинг. Нема друг начин освен да апелираме до родителите, да апелираме и до несовесните возачи, да не влегуваат во тој дел. Значи јас може да ставам 1 и 2 и 3, меѓутоа некој ги сече упорно и упорно да влезе. Зошто? Тука тоа е место за дечињата. Тие треба да си другаруваат, па и да излезат да протрчат надвор во училишниот двор. Тоа е училишен двор, а не паркинг. Реагиравме и до општината и до СВР Куманово. Мора да се внесе тука посебен режим на сообраќај. Дали ќе стават столпчиња за да нема паркирање? Дали ќе ги обележат како да се наплаќаат тие паркинг места што се покрај училиштето и од зид, што го викаме на Кумановски ѕч. Значи тоа мора да биде отстрането за да дечињата може да се движат. По мене најдобро и таа улица да биде во еден период и запран сообраќајот, бидејќи кога почнува наставата, прилив на дечиња е огромен. Сите тие дечиња, доколку сите доаѓаат со автомобили, ќе ја блокираме, а понекогаш се случува да биде и блокиран. А еве апел уште еднаш до родителите. Да почнеме ние од училиштето, доколку ние не доаѓаме, пријавено е до СВР Куманово, мора да се поведе за таа улица. Реков, тука сме не само ние, тука и браќа Миладиновци, тука и градинката Ангел Шајч, и театарот,
Ако сите со автомобили влегуваме, ќе има некаков да не настане, зборувам, некаков проблем. Изминативе години имаше невообичаени појави. Голем дел од родителите во градот настојуваат нивните деца да се образуваат во училиштата кои што се наоѓаат во централното градско подрачје, без оглед на реонот на кој што му припаѓаат. Се почитува ли оваа практика? Па вака, значи согласно реонизацијата, секој родител согласно адресата на која живее треба да си го запише во тоа училиште во кое припаѓа. Меѓутоа, тој закон што е донесен во кое дел не се почитува таа реонизација. Кај нас во прво оделение имаме 2-3 дечиња што се надвор од оваа зона, зборувам, во која ни определува Државниот просветен инспекторат, централното градско подрачје. Сега родителите кога ќе дојдат или ќе кажат сме во процедура на одселување, имаме нова адреса на живење и сега како училиште мораме да го примиме бидејќи доаѓа со промената адреса на живење. Сега ние го училиште сме должни тоа дете да го прибереме. Сега тоа треба да се заземе став и на погонните инстанци и општината треба да завземе став да тие дечиња што се од тој реон да бидат запишени во тие училишта. А имаме и сега уште не запира тоа преселување, миграција. Сега добро да таа миграција биде во централното градско подрачје, меѓутоа верувајте од септември месец до сега дури 16 дечиња, тоа се 16 фамилии кои мигрираат во странство. Тоа е тој поразителен дел. Значи ако зборуваме миграција да се пресели од исток према запад или обратно во Куманово, тоа дете ќе биде тук. Меѓутоа таа миграција за жал не застанува. Реков 16 дечиња, тоа се 16 семејства од септември месец имаат иселено во странство. Ако продолжи овој тренд, не само подрачните, туку и централните училишта ќе имаме проблем со број на дечиња. Со напредокот на технологијата денес децата уште од најмала возраст стануваат зависни од мобилните телефони и другите дигитални апарати. Имате ли вакви проблеми за време на наставата? Па се трудиме да ги елиминираме. Значи телефонот е нужно средство кога користиме сите за комуникација. Нека носат дечињата, никој не им забранува. За не дај Боже да бидат во контакт и за тоа. Меѓутоа, со појавата на смарт телефоните, веќе тој смарт телефон не е обичен телефон. Значи има функции во кои може да слика и да снима и така натаму. Сега за сега се справуваме. Имам издадено наредба, наставниците ја почитуваат да оној ученик кој биде фатен на час да користи мобилен телефон биде запишен, на истиот ќе му биде израчена и педагошка мерка согласно закон. Сега учениците може да си носат телефони. Имаше една иницијатива, мислам дека во Скопје испроведува да се постават одредени како клупи на кои ќе ги оставаат мобилните телефони, меѓутоа доколку телефонот е исклучен за време на часовите, не им пречи на наставата, учениците може да го носат да си комуницираат со своите родители, меѓутоа доколку го злоупотребува, тој ученик треба да биде и санкциониран. И за крајеве, на крајот сме на оваа година, како ја заокружуваме и на што најмногу ќе се посветите во наредната? Па вака, оваа година ќе кажам како јубилејна за училиштето, ја заокружуваме со низа манифестации. Вчерашниот ден го посветиме за посета на Домот за стари лица Зафир Сајто, со предметниот наставник по предметот иновации и предприемништво, заедно со дечињата го посетија домот и на корисниците на услугите на центарот им поделија скромни подароци изработени од вредните ученици за време на часовите. Денеска направивме една новогодишна приредба за родителите и они ученици кои не учествуваа на патрониот празник, денеска беше посветен на нив. Потоа имаме активности новогодишен базар кој ќе биде представен утре во холот на училиштето во 9 часот, организиран од наставниците по француски јазик и учениците од 6 и 7 оделение. Исто и тој ќе биде хуманитарен базар. И со тоа ја завршуваме учебната година, бидејќи во понеделник 31 работен дел да го прославиме, да испратиме ова 2018 и потоа учениците заминуваат на распуст.
согласно измените на законот кои пристигна и дописот од Министерството, и наставниците ќе бидат ослободени до 11. Први поради грејење и така натаму, и со тоа ја завршуваме ова учебна година со нови сили, апликација на нови проекти. Не застануваме, рековме ќе ставиме акцент на кровната конструкција, салата, безбедноста на прво место, се ќе дадеме се од себе и ние се веруваме од училиштето Браќа Милодиновци, бидејќи сме во централно градско подрачје, и да ја заградиме, да поставиме ограда на училиштето, да мислиме на безбедноста на учениците и од тука натаму, и да кажам и за наградите. Минатата година 620 наградени ученици, оваа година исто така на ликовен конкурс, македонски јазик, спорт и така натаму, физичко и здравствено образование освојуваат учениците, и во оваа темпо продолжуваме и следната година. Благодариме за одвоеното време и ви посакуваме успех во понатамошната работа. Благодарам и на вас и на граѓаните на општина Куманово, да им посакаме среќни новогодишни и божични празници. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.